bolesne za umiranje. Sa slava Božja sino da se proslavi. Prijatelj od naš Lazar zaspal, odam da go razbudam. Stani Lazare, stani, stani, Isus ti veli. Stani Lazare, stani, stani, Isus te ljubi. Zaspal toj ke stane najmiliji. Tatko naš, koji si na nebesata, da se sveti ime to Tvoje, da dojde carstvo to Tvoje. To je suština, da dojde carstvo to Tvoje. Njegovo to carstvo da dojde vo mene i vo Tebe. Kako to i da napravi sokrovište vo mene, vo moje to srce, vo Tvoje to srce, to je hristijanstvo. Ljudi to samo zboruvat, prazni zborovi, vika su ustata, zboruvat, a srce to ime, srce to im se daleko od mene. Da li vo srce to Tvoje prebjeva Isus Hristos i se mokni od Boga? Da li to ima kade glava da podsloni? Da bide carstvo to Tvoje, da bide volja ta Tvoja, volja ta njegova i carstvo to njegovo da bide vo Tebe, to bi bilo hristijanstvo, no to je praktična ravota. To je živenje vo zajedništvo sa Isus. Ne da zboruvaš za Isus, da go živeš Isus vo Tvoje to srce. Ti blagodaram što i deneska otvori gi ovije slova i site onije koji se žedni za ljubov, žedni za duh, koji gi otvorat srca, da ti gi davat ključevito Tvoje to srce. Da primat sila na duhot, sila nebesna, sila iscelitelna. Da im go otvoriš umot na site što sluša, da gi razberat ovije slova koji se duh i život, duh, a nije sme telesni, a telesni od čovjek nego razbira duhovno to. Te sakam, Gospode Isuse Hriste, slava Ti Isuse. Znači, u četvrtok od nasredbata na Sotrudnici se iščita prvite 3 glavi od Luka Evangelije, spored Luka. I сега одеднаш се отвори некоја дилема и прашање за пустината. И додека почнав да го расчепкам ова како ме водеше духот, добивам подлабинско читање на Евангелието. Христово донесување во храм. Тогаш имавме ние во времето на Исус Христос Соломонов храм изграден од Соломон, во кој се чуваше ковчегот со заветот, во внатрешниот дел на храмот, каде што не смееше никој да влезе. Значи, ако звер се допре до ковчегот, нека биде убиен. Зборувавме за луѓе кои не се чисти, ако се допреле до ковчегот на заветот, 10 Божи заповеди умирале. Видите, тоа е целата суштина. И така на свештениците им ги врзувале нозете кога влегувале со ждрепка, тие што биле посветени на Отецот Небесен, на тоаш, нели тие зборувале за содржителот, за семокниот, за силниот Бог. Се уште не зборувале за татко. Ако случајно некој од светиите не е чисти, умрел кај ковчегот, го извлекувале со јажето за ногата. И сега ние одиме раѓање и обрезание. Што е тоа да се родиш во духот? Да бидеш обрезан? Симеон и Ана, 12 годишниот Исус во храмот. Неговото детинство во Назарет. Значи, според Лука Евангелие 2 глава, во тие дни излезе заповед од кесарот Август за попис на сите жители. Значи, Август дава заповед, видите, се подшитува, мораш да одиш, бидејќи има глоби и казни. Не е како овде во Македонија, што тие што имаат мок, што се на власт, не се подложни на законот. Само обичните луѓе и посебно тие што мислат спротиставено, што им кажуваат дека крадат и лажат.
Значи, тоа беше прв попис за управување на квирини во Сирија. Ние зборуваме за земни закони кои се почитуваат, а ти не сакаш да го почитуваш небесниот закон. Во земните закони, ако не ги почитуваш, има казна, глоба, затвор. И во небесниот е исто. Во духовни затвори. И отидоа сите да се запишат, секој во својот град. Отиде и Јосиф од Галилеја, од градот Назарет, во Јудеја, во градот Давидов наречен Витлеем, за да се исполни пророштвото, бидејќи беше од домот и племето Давидово. И денеска луѓето исто така имаат потреба да кажат од кој род се, што бил дедот и таткот и прадедот и од каде си дошол. Нели? За да се запише Јосиф со Марија, свршена за него жена, која не беше празна. Значи ја исполни духот, без да легне со маж, даде живот за да ви покаже дека животот го дава семокниот Бог. Он дава, кога духот ќе биде вдахнат. Тој вдахнува дух. Тој е истисната чистина и љубов на семокниот Бог. Нели го читав на минатиот пат? А кога беа таму, нејзе и дојде времето да роди, значи во Витлеем, го роди својот син првенец, го пови и го положи во јасли, оти за нив немаше место во гостилница. Исус се раѓа во јасли, во трло. Зошто? Па затоа што тој е овца. Да ја покаже својата послушност. За него нема место во светот. Во гостилница, во ресторани. Видете, и за вас ке нема место ако го примите Исус, ке го разберете тоа. Светот е на минување, на кинисување. Добро е да го имате појасот на вистината, да се препашате, да се стегнете за Исус и да не се пуштате, зашто без Исус тешко ќе се додржите во овој свет, неправеден свет. Го роди својот син првенец, Лука 2:7, го пови и го положи во јасли, оти за нив немаше место во гостилница, зашто тие се пастир и овци, тие се овци на семокниот пастир, пастирот на овците Исус Христос. Имаше пастири, дали мисли на телесни или на духовни, во тој крај кои нокеваа таму, го чуваа своето стадо. Ете, например, ние имаме едно стадо со трудници. По сите состојби старешина пастир на стадото. Имаат тие пастир кој ги пасе. Како што му вели Исус на Петар: Петре, ме љубиш ли? Паси ги моите овци, паси ги моите јагниња, паси го моето стадо. И одеднаш се јави ангел Господов меѓу нив и славата Господова ги осветли и се уплашија многу. Пастирите, слугите. Ните традиција на чуда во Израел, колку што има таму 14 по 3 генерации, вели во Матеј, а овде ќе видиме 76-7 генерации до доаѓањето од Адам до Исус. Значи, тие имаат традиција на разговор, на општење, на заедништво со духовниот свет, па гледаат ангели и други работи. Знаете, стихии. Се јави ангел, ги осветли, се уплашија многу пастири, слуги. Ангелот им рече: не бојте се, еве ви соопштувам голема радост. Слава ти, Господи Исусе Христе, која ќе биде за сите луѓе. За сите луѓе е ова, ако не сте знаеле. Зашто денеска ви се роди во градот Давидов Спасител. Спасител кој е Христос Исус. Од што да те спаси? Па од овој неправеден свет, од овој лажен свет, од таткото на лагата сатаната, од тоа што сакаш ти, од твојата несовршена природа, од тоа што си спротиставен над Бог и си сатанска природа. Да те спаси од самиот себе, од паднатата природа. Те сакам, Господи Исусе Христе. И еве ви знак, ќе најдете повиен младенец како лежи во јасли. Овца беше тој, послушна овца, потоа стана пастир. Тоа е патеката, мораш да бидеш првен овца, да го слушаш Исус. И одеднаш со ангелот се јави многубројно небеско воинство кое го славеше Бога, велејки. Луѓето прерипуваат, не ќе да биде послушен, сака тој одеднаш
да исцелува, да служи, да пророкува, да зборува, да гони, да суди. Тоа е старата сатанска природа. Штом ти немаш понизност и се уште зборуваш од свое име, од свое лице, не си му дозволил на Исус да живее во твоето срце. Тоа е реалност. Дали го прашуваш Исус за се? Исусе, сега помогни ми. Дали ти сеќаваш кога имаш одбивност кон нешто, но кога ќе почекаш од Духот на Исус да те води ја менуваш ситуацијата, му дозволуваш да управува со тебе. Значи, еве што велеше воинството од небесата, слава на Бога, тие се уште го викаат Бога во висините. Славата е на Бога во висините. Он е на небото, а ти си на земјата. На земјата мир. Земјата си ти. Мир. Мир што значи? Исус. Нема мир за грешниците. На земјата треба да е Исус. Исус во тебе. Мирот свој ви го давам. И меѓу луѓето добра волја. И они го кажуваат, слава на Бога во висините и на земјата мир и меѓу луѓето добра волја. Папара, ништо не разбираат. Која добра волја? Кој мир во луѓето? Па Исус треба да е во луѓето. Каде? Па внатре во твоето срце. Добра волја значи да исполнуваш неговата волја, не твоето. Ете тоа значи да го славиш Бога, таткото сега ние денеска. Ти немој да славиш нешто друго, славиш ли нешто друго, па било што годишнини, промени, пастири, богородици, светци. Слава на Бог. Во тебе Исус и неговата волја. Тоа значи ова. Дали го разбирате? Слава на Бога во висините. На земјата, ти си земјата, мир, меѓу луѓето добра волја. Неговата волја треба да биде, не твојата. Кога си отидоа ангелите од нив на небо, пастирите си рекоа помеѓу себе, тоа се слуги на Исус, да отидеме во Витлеем и да видиме што станало таму за кое ни соопшти Господ. Значи не останаа каде што се, отидоа. Тоа е дејство, морате да научите. Дејство има, каде што има духот, нешто се случува, не може да седиш така и да дремеш, да нема ништо. Ти не живееш веќе телесен свет. И дојдоа брзо и ги најдоа Марија и Јосифа и младенецот како лежи во јасли. Штом видоа, кажаа се што им беше речено за тоа дете. Тие имаат пророштва. Сите што чуја се восхитуваа на сето она што им го расправаа пастирите. Значи, дали се восхитуваш ти од проповед, од песни? Восхит значи да те потвати тоа, да те распламти. А пазете сега што се случува, што е Марија. Марија ги пазеше сите тие зборови во срцето свое. Ова е важен момент. Секој од нас треба да биде Марија, да ги пазиш сите тие зборови, овде што се, во срцето твое, со срцето да разбереш. Марија ги пазеше сите своји зборови, нивни сите тие зборови од пастирите. Дали примаш ти? Односот кон старешината на заедницата е важен. Ти сакаш да исцелуваш, кажуваш како треба, што треба. Немаш контрола, не доаѓаш на служби, не ќеш да слушаш поуки. Не си дете, нема да дојдеш во Царството Божие, нема да примиш служба, штом не сведочиш за тоа што Исус направил за тебе, а сакаш да исцелуваш. И се вратија пастирите, славејки го и фалејки го Бога, не луѓе, за се она што чуја и видоа, како што им беше речено. А кога се навршија 8 дена, за да биде обрезан младенецот, Аврам се заветува, нели, дека секој машко дете ќе го обрезува. Му кладоа име Исус како што е, како што беше известено од ангелот, уште пред да биде зачнат во утробата, ќе му дадеш име Исус. Послушност на Таткото Небесен, Исус. И кога се навршија деновите за нејзиното очистување, нели, израелците, според законот на Мојсија, го донесоа во Ерусалим за да го представат пред Господа. Ова е тој момент, нашите велат го крстамо, и треба да го представиш пред Господа, да му го дадеш. Татко ми даде дете, ми даде живот, Исусе, ти го враќам, тебе го представувам, ти да го водиш, ти да му дадеш сила, ти да ни покажеш како да го воспитаме.
Како што ќе видите, на Јован и Исус им беа дадени на своите родители не за тие да си играат со децата да уживаат, туку да го прослават Бога. Затоа ви се дадени децата. Значи, Захарија или Савета немаат дете, не им беше дадено дете да уживаат, да го прослави, да го подготви патот. На Марија и на Јосиф не им беше дадено дете да уживаат. Спасител им беше даден, да изврши нешто. Значи да го представат пред Господа, а вие денеска го представуваш на светец, на некој човек, на демон, на било што, му даваш име некое. Мораш да му го дадеш назад на Исус, да му го вратиш да се грижи за него. Како што е напишано во законот Господов дека секое машко дете кое прво ќе ја отвори утробата да се посвети на Господа, денес велам сите да се посветат. Сите деца што ќе ги родите, посветете ги, вратете му ги на Исус. Господе Исусе Христе, го враќам, го посветувам ова дете, тебе ти го враќам, ти го даде животот, ти грижи се да го донесем, да дојде, да биде Христов слуга, да сведочи, да те прослави. А тие ги посветуваат на телесни служители, на други, благодарат на други, тогаш децата се под демонско влијание, тогаш се тој закон, кучиња и свињи, демоните влегуваат во кучињата и свињите. Значи, кој да се посвети на Господ, да се принесе жртва, зашто тогаш требале да научат дека треба да се даде дар, а потоа доаѓа и Исус кој е жртвата, веќе нема жртви. Како што е речено во законот Господов, 2 грлици и 2 гулапчиња се носеле во храмот. Да се научат дека треба да благодарат. Затоа е тој принцип направен. Потоа Исус се дава и вели повеќе милост сакам, а не жртви. А во Јерусалим живееше тогаш еден човек по име Симеон. Симеон е, каде си, брате? Тој човек беше праведен и благочестив. Праведен и благочестив, ја извршуваше Божјата правда, благочестив, му славеше Бога. Ја очекуваше утехата Израилова. Знаеше дека има Господ, дека има сега Татко. И Светиот Дух беше врз за него. Гледате кои се условите. Праведен, благочестив, ја очекуваш утехата. Не твојата правда, комплетно посветен на Господ. Очекуваш од него, не очекуваш од луѓе. И има уште неколку други работи. Јавно сведочиш, без јавно сведочење не примаш сила, нема да имаш служба. Нему Светиот Дух му беше прорекол и нема да види смрт, дури не го види Христа Господов. И дојде по вдахновение во храмот, па кога родителите го донесоа младенецот Исуса за да го извршат над него обичајот, редот, според законот. Тие постапуваат според Божиот закон, 10 Божји заповеди и други. Тој го зеде Симеон Исус во своите раце, му благодари на Бога. Дали за се му благодариш на Таткото небесен? И рече, сега го отпушташ својот слуга во мир, владико, според зборовите твои. И тој ги пази зборовите твои. Значи Богородица, како што ја верите вие, Марија, ги пазеше сите тие зборови, слагајќи ги во срцето свое. Зашто очите мои го видоа спасението твое, го виде Исус, Симеон, што си ги приготвил пред лицето на сите народи спасението. Светлина за просвета на незнабожците и слава на твојот народ Израелот. Дела 15-14, ќе изберам народ што ќе го прослави моето име. Дела 16-9, ноќеска сонував еден сон македонец, кој ме молеше и ми велеше, дојди во Македонија. Господи Исусе Христе, и помогни ми. А Јосиф и мајка му се чудеа за она што се зборуваше за него, па ги благослови Симеон и рече на Марија мајката негова. Видете, Елисавета не беше баш со нејзиниот син Јован, и него му ја отсекува главата. Исус го распна. Види што и кажува тој. Еве овој, значи зборува за Исус, лежи за паѓање и подигање на мнозина во Израилот и е знак против кого ќе се говори. Знак, печат
во твоето срце ако живее Исус за денот на воскресението. Таткото го даде својот син. А и на тебе самата меч ќе ти ја проводе душата, ќе го видиш твојот син распнат, но тој не е твој син, тој е син на семокниот, за да се откријат мислите на многу срца. Таму беше и пророчицата Ана, ќерката Фануилова од Асировото колено, и беше многу остарела, со мажот проживеала само 7 години по моминството свое. Таа беше вдовица на околу 84 години, не се отстрануваше од храмот. Значи се држеше за тоа што беше. Тука беше тогаш ковчегот на заветот, 10 Божи заповеди исковани на камен. Таму се случуваат чуда за да им покаже семокниот Бог. А потоа, пазете сега, таа не се оддалечуваше од храмот, кај беше тој момент. Не се отстрануваше од храмот, служејќи му на Бога. Дали ти му служиш на Бога за да бидеш пророк или да работиш, мораш да служиш со пост и молитва. Со пост и молитва дење и ноќе, без прекин, тврда вера, будна молитва, буден, не остапува, се држи за Исус. Во тој час пристапи и таа и почна да го слави Господа и им прикажуваше за него на сите што чекаа спасение во Јерусалим. Тие знаат дека ќе дојде Месија. Само не може да го препозна, па го распна Исуса. И кога извршија се по законот Господов, се вратија во Галилеја, во градот свој Назарет, Јосиф и Марија, а младенецот растеше и крепеше со духот. Духот те крепи. Исполнувајќи се со премудрост, значи со дух, благодатта Божја беше врз него. Секоја година родителите негови одеа во Јерусалим на празникот Пасха. Значи Исус има дух. Оно што го крсти Јован, што го капе, показ само да ви покаже. До тогаш се капевте во вода, да се искапеш од надворешниот свет, а потоа треба да се искапете во Дух Свети. И секоја година родителите негови одеа во Јерусалим на празникот Пасха. Исто ти одбележуваат Пасха, кога преминале од Египет во пустината. А потоа треба да одат за Израел, но многумина изгинаа во пустината. Што е тоа пустина? Па пустина е состојба, си дознал за Исус, за Бог, си исчекорил од телесниот свет неколку чекори, ти си во пустина сега. Јован е во пустина, Исус е во пустина, ти си во пустина, израелците се во пустина, гинат, првата заедница. И треба да исчекориш неколку чекори, а ти сакаш, мрмориш, мрчиш, се спротиставуваш, по зборовите ќе изгинете сите во пустината. Само малкумина ќе се спасат во ветената земја, Царството Божјо. Каде стигнавме? И кога он беше на 12 години, тие пак отидоа по обичајот во Јерусалим, но при враќањето, родителите на Исус со Исус, кога се завршија празничните денови, младенецот Исус остана во Јерусалим. Јосиф и мајка му не го забележаа тоа. Ти го покажува односот родители и Син Божи. Мислејќи дека е он со друштвото, изминаа еден ден пат. Го бараа Исус меѓу роднините и познатите, па како не го најдоа, се вратија во Јерусалим да го бараат. По 3 дни го најдоа во храмот, како седи меѓу учители, ги слуша и ги прашува. Сите што го слушаа се восхитуваа на неговиот разум. Тоа е тоа кога Духот зборува. Луѓе многу ќе ве слушаат. И јас среќавам многу луѓе по цел свет. Пазете, јас само на македонски зборувам. Видите, тоа се шири. Тие го слушаат Духот и има луѓе кои сведочат. Јас знам дека, вели, на Марија кажува еден пријател, го слушам сопругот твој, на Марија, мојата сопруга, Маре. Дека, јас знам дека низ него самиот Господ зборува. Јас знам дека, видите, тој е обичен, тој не е допрен, но сеќава, самиот Дух му сведочи на мојот дух. Пазите, кога го видоа, значи, Јосиф и Марија,
Исус во храмот му рекоа: синко, што ни направи така? Ете, таткото и јас се измачивме барајките. А Исус им рече: зошто сте ме барале? Зар не знаете, не знаат дека јас треба да бидам во она што е на мојот Отец. Тоа е Христовствува. Ти треба да бидеш во она што е на неговиот Отец. Што е тоа? Па Царството Божјо, па службата, па Духот да те води, па да ја исполнуваш неговата волја. Ти треба да бидеш во него и он да биде во тебе. Ова не е теорија, они само го читаат и раскажуваат приказки, содржини. Да бидам во она кое што е на мојот Отец, што е тоа? Па секој што ќе го види Синот и поверува во него, волјата негова да се спаси. Но тие не ги разбраа зборовите што им ги кажа он. Ниту апостолите ги разбираат. Затоа морате и сами не можете да го разберете ова. Ви треба старешина во дух, учител Исусов, Духот да зборува, чија што глава, старешина е Исус. И слезе со нив, па дојде во Назарет и им беше послушен, мајка му ги пазеше, пазете го сега овој момент, сите тие зборови во срцето свое. И ти треба да ги пазиш тие зборови, што ги зборува некој Христов слуга кој е во духот, инако ако ги слушаш овие телесните, словото без дух е мртво. Словото убива. Само духот оживотворува. Ти го кажува тоа, се возгордеуваш. Исус пак напредуваше во премудроста. Мислиш дека си спасен, стануваш фарисеи, садукеи, говориш, а не извршуваш. Па не извршуваш неговата волја да ги љубиш сите. Напредуваше во премудроста и возраста и во благодата пред Бога и пред луѓето. Уште малку одиме во 15-тата година од владењето на кесарот Тиберий, кога Понтий Пилат беше управител во Јудеја, ова е веќе историја, Ирод четворовласник на Галилеја, Филип, брат му четворовласник во Итуреја, Траквитонската област, Лисани четворовласник во Авилинија, при првосвештениците Ана и Кајафа. Се фини луѓе. Но сите без Исус. Му рече Бог, таткото на Јован, синот Захариев, во пустињата. Јован е во пустињата. Тој знае за Исус и тука е. И ја врши службата. Тој е гласот на оној кој вика во пустината. Мора некој да вика да ги разбуди. И тој го обиколи целиот крај околу Јордан, проповедувајќи покајно крштевање. Не е во вода суштината, покајно крштевање. Покајте се, зашто се приближи Царството Небесно, за гревовите, за проштевање, како што е напишано во книгата според зборовите на пророкот Исаија, кој вели: гласот на оној што вика во пустињата, пригответе го патот на Господа и рамни правете ги патеките негови. Треба по него да врвиш, да го облечеш обувките на Евангелието на мирот, да ти ги измие нозете, секоја долина, да ти ги измие нозете, да не се враќаш како свиња во калта и неплуеницата како пес. Секоја долина нека се исполни и секоја планина и секој рид нека се снизат, да ти се поклонат. Кривините нека се исправат, нерамните патишта нека се израмнат. Се ќе се промени. Секое тело ќе го види спасението Божие. Има тела небесни, тела земји, тела на риба, тела на жена, тела на птица, тела на дрва, билки, растенија. Се. Ова се порамнува со оној стих во Соломонова или Захариева, мудрост Соломонова или уште не беше таму, кај што вели: се што е на земјата е спасоносно, мудрост Соломонова. И секое тело ќе го види спасението Божјо. Секое тело. Тела земна, тела небесни, тела на птици, на риби. А на луѓето што доаѓа при него да ги крсти, им велеше. Тоа е во Коринќаните. Породи змијини, родна змијата, зошто? Кој ве научи да бегате од гневот што иде? Кај ќе избегаш ти? Не можеш да избегаш. Не можеш да избегаш, ти ќе избегаш од овој закон. Во Македонија крадат, донесоа закон дека може да се краде. Ситни некој што украл, гладен што е беден, оди во затвор, тие крадат милиони. Пазете, кај ќе избегате породи змијини? Но родете плодови достојни за покаяние. Плод треба да се покаеш.
Не почнувајте да зборувате во себе, ние го имаме таткото Аврам, ние сме ова, ние сме она, знам што се, зашто ви велам дека Бог може од било што од овие камења греди да издигне чеда на Аврама. Оти веќе секирата стои крај коренот на дрвјата. Секој дрво што не дава добар плод се сече и се фрла во оган. Дали давате плод или не давате? И го прашаа луѓето, дали сте горчлив корен кој труе заедницата заради вашите амбиции? Тога што треба да правиме? Непослушност. Што треба да правиме? Тој им одговори и рече, Јован, кој има 2 облеки, нека му даде на оној што нема. Милост. Кој има храна, нека го прави истото. Дојдоа митници да се крстат од него и му рекоа, учителе, што да правиме? Тие сакаат да учат. Тој им рече, не барајте повеќе отколку што е определено. Ти бараш да бидеш нешто, учител, исцелител, проповедник. Тоа е твојата амбиција. Дали Исус вистински живее во твоето срце? Дали научи да молчиш во присуство на семокниот Бог? Сите, голем број, речи си сите, зборуваат од своја волја, не разбира што значи тој да те води. Пазите, те сакам Господ Исусе Христе, не барајте повеќе отколку што е определено. Не барајте мнозина да бидете учители, поголемо осудување ќе добиете. Го праша и некои војници говорејќи што да правиме ние, им рече, никого не присилувајте. Никого не присилувајте. Се однесува и на нас, војници Исусови. Никого не клеветате, немој да клеветиш. Бидете задоволни со вашите плати, не мрмори. На луѓето што чека и си замислува во срцето свој за Јована да не е тој Христос, Јован им одговараше на сите велејки, јас ве крштевам со вода, покајно, но иде посилен од мене, кому не сум достоен да му ги одврзам ни ремчињата на обувките негови. Он ќе ве крсти со Дух Свети и со оган. Тоа е суштината. Исус да ве крсти со Дух Свети и со оган. Покајното крштење, почетна позиција, не решава, ти се покајуваш и се враќаш, се покајуваш и се враќаш, се уште си во пустината, затоа треба еден глас кој вика во пустината, израмнете ги патиштата на Господа. Слава ти Господи Исусе Христе. Нему му е лопатата на Исус во раката негова. Он ќе го очисти гумното свое и срцето твое. Ќе го собере житото во житницата своја. Плевата ќе ја изгори во неизгаслив оган, зашто тоа гори, каде што огнот не сопира, а нивниот црв не умири, има еден стих. И уште многу друго му проповедаше на народот, утешувајќи го. А Ирод, четворовласникот, укорен од него заради Иродијада, жената на брата му што ја земал, и заради сите работи лоши што ги направил, покрај сето тоа уште го затвори Јован во темница. И кога се крсти сиот народ, кога Исус по крштевањето се помоли на Бога, се искапаа, значи кршти, баптира, се бапнаа во водата, баптизо, се отвори небото. Зборот баптизо, значи на латински вапца и на кој на македонскиот антички вапца, бапна во водата. Е капење. Пазете, капење. Се отвори небото и Светиот Дух слезе над Исус во телесен вид како гулаб и се чу глас од небото кој велеше, еве што вели, значи ти си мојот возлюбен син, во тебе е мојата волја. Во Исус е неговата волја и во тебе, ако си неговиот возлюбен син, треба да е неговата волја, не твојата. Тоа е основно расчленување, дали си ти фарисеј, садуке или си вистински христијани. И кога почна Исус да проповеда, имаше околу 30 години и беше како што мислеа, и сега овде има 76 генерации, син Јосифов, Илиев, зашто го дава тоа? За да покаже колку време ги чекал семокниот Бог. Мататиев, Ленин, Малахиев, Јонаниев, Јосипов, Мататиев, Амосов, Наумов, Естимов, Нагиев. Толку генерации, 76 има овде. По Матеј, значи ова Евангелие по Лука,
14 по 3 генерации ги чекал. Матов, Мататиев, Семиев, Јосифов, Јудин, Јонанинов, Рисаиев, Зоровавелов, Салатилев, Нириев, Мелхиев, Адиев, Косамов, Елдемов, Иров, Јосифов, Елиезеров, Јоримов, Матотов, Левин. Ги брои колку време чека. Симеонов, Јудин, Јосифов, Јонанинов, Елијакимов, Мелеанов, Маинанов, Метатиев, Натанов, Давидов. Јесеев, Овидов, Возов, Салмонов, Насонов, Аминадавов, Арамов, Есромов, Фаресов, Јудин. 76 генерации. Јаковов, Исаков, Аврамов, Тарин, Нахоров, Серухов, Ригавов, Фалеков, Еверов, Салин. На крајот ќе видите чие. Каинанов, Арфаксидов, Симов, Ноев, Каин, Лемехов, Матузален, Енохов, Енох, беше грабнат на облаците, Јередов, Малилов, Каинанов, повторно Каин, Еносов, Сит, Адамов, Божји, на Отецот Небесен. Тоа е суштината. Каква припадност имаш, кому му го посветуваш своето дете, својот пород, духовен и физички, за кого живееш, за кого работиш, чија волја исполнуваш, чија сила употребуваш, кој зборува од тебе, тој што ја бара својата слава, кој зборува од себе. Јас не ја барам славата, кој зборува од оној што го пратил, таткото, он не вистина и во него нема неправда. Јас не ја барам својата слава, вели Исус, има друг што ја бара и кој што ќе суди. Ете, тоа треба да го разберете, не да си трчкате, рипкате, певкате, цитиркате, обредчиња, поделени телесни земни цркви, ја држите татковата жена. О, роде безверен, до кога ќе ве трпам, породи смини, нема да избегате од гневот што иде. Плод достоен за покаяние, ти треба да се оставиш, да примиш Исусов идентитет и заедништво. Татко небесен, во името на Господ Исус Христос, го кршам секој небиблиски завет што е фрлен во било кој од вас, допре се до срцето. За гревовите на моите предци, покажи ми што не сум покајал. Им простувам на сите, никого не осудувам, никого. Ја прифаќам Твојата волја, Татко, го барам Царството Божие за се да ми се придодаде. Сакам да бидам Син Божи, роден во Духот Божи, да ме води Духот Божи, да ме преплави Твојата љубов. Од земјата до небесата, не за сатаната и смртта. Да, за Исус во моето срце, бегај од мене сатана во името Исусово и не враќај се повеќе. Се што е од Исус нека остане кај секој еден од нас. Се што не е од Исус да си замине, тоа е заповед. Ја предавам и Македонија во Твоја собственост. Господи Исусе Христе, и сиот имот и заедницата, ние Тебе Ти припаѓаме, живееме ли, умираме ли, Исусови сме, за секогаш Исус. На секаде Исус, во секого Исус, во секое срце Исус. Амин. До Божиот Царство Небесно. Амин. Таа болест не е за умирање, за слава Божја Сина да се прослави. Пријателот наш Лазар заспал, одам да го разбудам. Стани, Лазаре, стани, стани, Исус ти вели. Стани, Лазаре, стани, стани, Исус те љуби.
zaspal, тој ќе стане најмил